Добар ден, драги ученици! Јас сум Сонја Трифуновска, оделенски наставник во Основното училиште Гоце Делчево Тетово. Вие следите видеолекцијата по музичко образование за трето оделение. Во денешната видеолекција ќе учиме една песна, но за што станува збор во песната, ќе дознаеме набрзо. Тасот ќе го започнеме со една техника која се вика бура на идеи. Која е вашата задача? Ќе се сетите на првиот училишен ден и гласно ќе ги кажете сите зборови кои ве потсетуваат на првиот училишен ден. Обидете се да смислите повеќе зборови. Сигурно се сетивте на многу. Јас ќе ви посочам некои од нив. Радост, смеа, другарчиња, учителка, училишен двор, детски џагор, училница, доживувања, час, звонче. Сега да ја разгледаме оваа илустрација. Каде се наоѓаат учениците? Секако учениците се наоѓаат во училишниот двор. А како се чувствуваат тие? Внимателно погледнете го изразот на нивните лица. Секако дека е така. Учениците се многу возбудени, бидејќи го чекаат звукот на училишното звонче кој ќе го најави првиот училишен час. Каде се наоѓаат сега учениците? Точно така. Учениците се наоѓаат во нивната училница и учат со насоките од учителката. Каде се наоѓа сега ученичката? Точно така, ученичката сега е во незината соба и учи со помош на лаптоп, и ваквиот вид на учење се вика учење на далечина. Вие учевте и во училница, учите и на далечина, и сега сакам да ми кажете кога учењето ви беше поинтересно, дали кога учевте во училница или пак на далечина. Се разбира дека ќе ми дадете различен одговор, но многу е важно нешто, дека и кога се учи во училница и кога се учи на далечина, тоа е училишен час. И тогаш имате лекции кога сте во училница, но и кога учите на далечина, исто така имате лекции, како што е оваа видеолекција што сега ја следите. Секогаш треба навремено и одговорно да ги извршувате задачите кои ќе ви ги даде учителката. И така ќе постигнувате успеси во учењето. Насловот на денешната лекција е обработка на песната на прв час. Што ќе научиме? Ќе разбереме содржината на песната. Ќе развиваме пејачки став, односно правилно седење, држење на телото и дишење. Ќе се оспособуваме за пеење на песни со различна ритмичко-мелодиска линија. Ќе развиваме навики за култивирано пеење, а тоа значи умерено пеење, без напрегање и силно викање, без гримаси на лицето и дигање на раменици. И ќе ја развиваме музичката меморија. Да започнеме. Ова е текстот на песната на прв час. Внимателно ќе го слушнете за да ја разберете содржината, а потоа ќе одговориме на неколку прашања. На прв час. Есен жолта стаса пак, на југ летна штркот брак. Школско звонче шири глас, брзај дете на прв час. Книга молив, земи знај, ќе се учи се до мај. Школо мило ти е дом, звонче звони, дин дин дон. Дали ви се допадна оваа песна? Сигурно дека е многу е убава, а сега да видиме, да одговориме на неколку прашања во врска со содржината на песната. Кое годишно време стаса? Така е, стаса годишното време есен. Каде одлета штркот? Така е, штркот одлета на југ. Каде брза детето? Што мислите вие? Секако детето брза на првиот училишен час. Што треба да земе детето за училиште? Тоа го знаете. Детето треба да земе за училиште училишен прибор, книги, моливи, тетрадки, боечки. До кога ќе се учи на училиште? Точно одговоривте, на училиште ќе се учи се до мај. Зошто школото е наш дом? Што мислите вие? Размислете добро. Школото е наш дом, бидејќи во него поминуваме голем дел од денот со учење и другарување. Кој звук го означува почетокот на училишниот час?
Тоа сите го знаете. Почетокот на училишниот час го означува звукот на училишното звонче. Одлично, ученици. Сега да се подсетиме на правилниот пејачки став при пеење. Секогаш телото треба да ни биде исправено, главата малку подигната, вратото лабавен, а рамениците спуштени. Ќе направиме една вежба за правилно држење на телото. Внимателно ќе ги следите напатствијата и вие ќе ја правите вежбата. За оваа вежба за правилно држење на телото, потребна ви една книга и најдобро да биде со подебели корици. Сега ќе направите пауза на оваа видеолекција и земете ја книгата. Продолжуваме понатаму. Ставете ја книгата на глава и ќе пробаме да одиме нанапред и наназад, без да ни падне книгата. Ајде сега ќе пробаме малку и да маршираме и да внимаваме на држењето на телото. Штом не ни паднала книгата, значи правилно го држиме телото. Вакви вежби може да правите во текот на денот. И така ќе имате правилно држење на телото при пеење. Одлично беше, ученици. Сега ќе направиме една вежба за дишење. Сега ќе направиме една вежба за дишење, бидејќи дишењето е многу важно при пеење. Секогаш треба да земаме воздух низ нос, а да испуштаме низ уста и при тоа да внимаваме да не ги подигнуваме рамениците. Оваа вежба ќе изведеме на тој начин што рацете ќе ги ставите на половина. Треба да земете воздух низ нос, да го задржите воздухот неколку секунди, а потоа ќе го испуштаме, при тоа ќе го изговараме гласот С. Ајде да пробаме. Одлично, ученици. Сега треба да се распееме и тоа ќе се распееме со зборовите училиште мило, затоа што и за тоа се зборува во песничката. Училиште мило. Ајде да пееме заедно. 3, 4. Училиште мило, 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 училиште мило. Одлично, деца. Започнуваме со ритмичка обработка на песната и тоа ќе го направиме со илустрации на училишни звончиња. Според оваа легенда што е дадена тука, гледате дека имаме три видови на звончиња. Првото звонче е мало и означува трајање на тонот половина удар. Потоа средно звонче со трајање на тонот од 1 удар и големот звонче со трајање на тонот од 2 удари. И последниот знак значи на тоа место да се земе воздух. Значи, најпрви ќе обработиме ритмички првата строфа до тука, а потоа и втората строфа. Прво ќе пееме на неутрален слог та, со плескање со рацете. Половина ударни значи ако ги споиме рацете, или ако се споени да бидат одвоени, 1 ударни значи вака и 2 удари, 1, 2. Да започнеме, слушајте ме внимателно. Та 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 та. Ајде вие сега со мене. 3, 4. Та 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 та. Одлично, ученици. Сега ќе направиме истата вежба, меѓутоа со текстот од песната. 3, 4. Есен жолта стаса пак на југ, летна штрко драк. Одлично. Сега одиме со втората строфа. Најпрвен ќе пееме на неутрален слог та. Дали сме подготвени за слушање? Ќе ме слушнете прво мене. Та 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 та
Ајде сега подгответе се вие и ќе пееме заедно. 3, 4. Та, 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 та. Та, 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 та. Одлично. И сега одиме со помош на текстот. 3, 4. Школско звонче шири глас, брзај дете на прв час. Одлично беше, ученици. Следува мелодиска обработка на песната и ќе започнеме со обработка на првата музичка целина од првата строфа. Јас ќе ви испеам мелодијата на песната, а потоа вие ќе повторите по мене. Есен жолтаста сапак. Уште еднаш слушнете. Есен жолтаста сапак. Ајде сега да испеете со мене заедно. Деца, 3, 4. Есен жолтаста сапак. Одлично, одиме со втората целина. На југ летна штрко драк. Уште еднаш слушнете. На југ летна штрко драк. Ајде сега вие со мене. 3, 4. На југ летна штрко драк. Ова се повторува 2 пати. Сега ќе ги испееме двете целини заедно. Почнуваме. Есен жолтаста сапак, на југ летна штрко драк. Есен жолтаста сапак, на југ летна штрко драк. Ајде сега со музика. Дали сме подготвени? Есен жолтаста сапак, на југ летна штрко драк. Есен жолтаста сапак, на југ летна штрко драк. Така, одиме со втората строфа. Тоа е првата музичка целина. Слушајте внимателно. Школско звонче шири глас. Ајде уште еднаш, слушајте. Школско звонче шири глас. Ајде вие со мене. 3, 4. Школско звонче шири глас. И сега со втората целина. Брзај дете на прв час. Слушајте уште еднаш. Брзај дете на прв час. Така, ајде вие со мене. 3, 4. Брзај дете на прв час. Така, се пее 2 пати втората строфа, исто така, меѓутоа, кога ќе испееме прв пат, ја пееме до тука, а вториот пат, кога ќе ја пееме, се прескокнува првиот дел и се оди на вториот. Ајде да пробаме. 3, 4. Школско звонче шири глас, брзај дете на прв час. Школско звонче шири глас, брзај дете на прв час. Ајде сега со музика. Школско звонче шири глас, брзај дете на прв час. Школско звонче шири глас, брзај дете на прв час. Одлично, ученици. Сега ќе обработиме третата и четвртата строфа, но бидејќи мелодијата е иста, само ќе гледате во овој текст и ќе ја испееме. Почнуваме и тоа со музика. Книга молитвен ми знај, ќе се учи се до мај.
ќе отпееме целата песна. Дали сме подготвени? Убаво да го исправиме телото, да имаме правилен пејачки став и почнуваме. Есен жолта стаса пак на југ, лет на штрко драг. Есен жолта стаса пак на југ, лет на штрко драг. Школско звонче шири глас, брзај дете на прв час. Школско звонче шири глас, брзај дете на прв час. Книга молив се ми знајче, се учи се до мај. Книга молив се ми знајче, се учи се до мај. Школом пилоти е дом, звонче звони дин дин дон. Школом пилоти е дом, звонче звони дин дин дон. Браво, ученици! Одлично и се надевам дека песничката многу ви се допадна. А сега да видиме што научивме на овој час. На овој час ја разбравме содржината на песната. Научивме да пееме песна по слух со правилен пејачки став. Ја следевме мелодиската линија на песната, научивме како култивирано се пее со умерен глас, без да се напрегаме и силно да викаме, и ја развивавме музичката меморија. И на крајот една домашна задача. Повторете ја песната на прв час неколку пати за да научите да ја пеете без да гледате во текстот. Обидете се да напишете текст за уште една строфа во оваа песна и спеете. Но внимавајте, во строфата треба да има зборови со вкупно 14 слогови, а ние уште минатата учебна година учевме за слогови. Сигурно може да го направите ова. Првиот и третиот стих треба да бидат со по 4 слогови. Например, како стихот Радосен сум. Ра-до-сен сум. А вториот и четвртиот стих треба да бидат со по 3 слога. Например, Учам јас. У-чам јас. Учете и бидете креативни. Ви посакувам успешна и радосна учебна година. До гледање, ученици!